Јас сум Нума Богданов, роден во село Бабчор, 42 година. Пораснав во Бабчор околу 5 години, израснав таму мало дество. 48 година заминав за во источните земји, преку границата, преку планини, реки, преку Преспенско езеро. Се најдов во Руманија, во град Клуш, неколку време, со моите селјани, роднини, брачеди. Тамо се разделив. Два од моите брачеди од Полска, седна во Синаја, а напоследно во колонијата за деца бегалци во Тулгеш. Во Тулгеш останав до 55-та година, крај 55-та година. Крај 55-та година заминав за Австралија, каде мајка ми и татко ми. Тамо пораснав, на школа немав возможност да ода. Енглески јазик ми беше тешко и така работев за татко. Сум многу задоволен. Премногу, не може да изразам како што сакам да кажа. Сум весел. Сум возбуден. Плачлив. Ali istovremeno sam mnogo radosan što sam duha. Ne istovremeno, dok sam mnogo radosan. Solzi što mi dovaѓат од радост, од милост, кај македонскиот народ и кај колегите и сите запознати души. Ми е драго што сме дуа. Драго. When I got here, it sort of built up to something that I really never ever expected. We've always been proud to be Macedonians in Australia too. We feel the same, but we feel more so here. I didn't expect to feel the way I do. And I'm feeling prouder that I am who I am. Јас сум Ѓорги Плюковски, потекнувам од егејскиот дел на Македонија, од село Поздивишта. Преку Југославија, Руманија, заминав во Полска, каде живее преку 14 години. Денес живеам во Канада, во градот Торонто. Секретар сум на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Долго се приготвувавме за оваа средба. Ни остава големи впечатлења, големи надежи, дека ќе ги отвори еднаш за секогаш оние вештачко поставените граници од луѓето, да ги отворат срцата, да се дозволи една размена меѓу луѓето, да можат да си поминуват во сите места каде што сакат да одат. Сметам дека и најголемите оптимисти, како во нашиот одбор, Скопскиот, а исто така и во Републичкиот, не би можеле да предвидат една ваква грандиозна, величествена средба на децата бегалци, каква што ние одржавме овде денеска и изминатите денови. Нашата декларација, која во себе содржеше најхумани, најблагородни пораки, не само за Југославија, не само за земите во кои живеат децата бегалци денес, него и за целиот свет. Ова масовна манифестација не е туку прифатена од македонскиот народ, него владата на Македонија, што ми е причинува посебно задоволство да ви искажам, е исто така со нас, а тоа го докажува и присуството на преку 60.000 македонци денес кои ни се придружија на оваа величанствена средба. Тоа значи постигнавме со оваа средба едно навистина македонско единство, единство кое ветува една многу широка, јасна иднина за целата македонска нација,
не само во СР Македонија, него и во целиот свет, а посебно за нас од Канада и Австралија, каде ние мечтаеме, се бориме, и овој резултат. Ние сме презадоволни и го поздравувам цел македонски народ на еден учтив македонски начин од срце. Вие да погledajte. Ајде подан. Од овде, од вас страна. Од додека, ела. Не го пуште, гледаш. Јурек. Ајде. И така го викаме. Врз македонците што ги преживеа сите страдања на народно-ослободителната борба и граѓанската војна, во повоениот период продолжија да се вршат разни насилства за да се откажат од највисокиот национален белег, од својот мајчин јазик. Во 50-тите и 60-тите години во Егејска Македонија, македонските села колективно пред грчки владици, полицијата и пред представниците на власт присилно ги заколнуваа дека во иднина нема да го зборуваат мајчиниот македонски јазик, туку само грчкиот. Се викам Ристо Милјановски и сум роден во село Статица, Коштурско, и со голема задоволство јас дојдовме со мојата фамилија да си го видиме селово, и тоа ни беше најголемата желба да дојдеме од Канада и да одиме, и оние не вратија од граница. Многу ми е жал. Колку што разбравме дека некои од нашите другари се вратени, нашиот другар Ристо Милјановски, жена му има 90 годишен татко во Солун. Верувам за ова поголемата група, разумите ќе преовладеат над нашите комши и ќе дозволат да си го посетиме родното место, гробовите на нашите предци, да запалиме по една свеќа во родното место. Верувам ќе не пуштат. После 40 години патувам во Егејскиот дел на Македонија, во родниот крај, и јас сум многу среќен со моите другари, со моите пријатели, што денеска можеме ово нешто да го направиме. Од името на основните човечки слободи и права, ние, некогашните деца од Егејскиот дел на Македонија, сега како граѓани на повеќе земји во светот, Албанија, Бугарија, Демократска република Германија, Унгарија, Полска, Романија, Чекословачка, Советскиот сојуз, Југославија, Австралија, Канада и Соединетите американски држави, го креваме својот глас против сите обесправувања на човекот, против сите облици на дискриминација, политичка, национална, расна, верска и културна. Апелираме да се признаат и да се применуваат и спрема нас, македонците, и спрема нашите блиски што живеат во Грција, Обштата декларација на Организацијата на Обединетите нации за правата на човекот,